подпредседателе, почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност и медиуми, денес зборуваме за избор на член во Советот на јавното обвинителство, односно Светлана Жупановска. Ја прочитав така Жупановска, ја прочитав незината биографија. Работела како приправник, како стручен соработник во Основен суд Скопје, виш јавно-обвинителски советник, судски соработник, не била јавен обвинител, не е професор на факултет, а сега вие ја предлагате за член во Советот на јавни обвинители, каде што има законска надлежност да избира и разрешува јавни обвинители на сите нивоа. Малце парадоксално ми изгледа ова, меѓутоа СДСМ, ДУИ и се е можно. И не само денес, како што кажа колешката Бети, тоа се случуваше и вчера, и пред 3 месеци, кога избиравте јавни обвинители, членови на судски совет, каде што гледаме дека има промоција на партиските кадри од партиските редови на СДСМ, кои што нормално ќе ги исполнуваат желбите и барањата на Димитар Ковачевски и на Артан Груби. Сите институции правни во државата треба да бидат надвор од пипките на власта, меѓутоа вие, правниот систем, го вовлековте во октоподот на СДСМ и ДУИ. И сега денес, зошто имаме 3% доверба во судството? Ако продолжите вака да работите, ќе стигнете и до нула. Зошто секојдневно имаме скандали? Нема ден да нема скандал, дали образование, дали здравство, значи нема ден. Зошто бројот на нерешени судски спорови е огромен? Значи сите овие работи зборуваат за непочитување на законите во Република Македонија и ако се запрашаме кој е виновен за ваквата состојба, сигурно не опозицијата, нормално владеачката структура. Точно вие сте виновни за оваа состојба во која се наоѓа Република Македонија денес, затоа што избирате членови на судски совет, на совет на обвинители и уставни судии по ваш терк, за да работат во ваши интереси, која ќе паднете од власт. Го изгубивте осетот и чувството за животната реалност. Македонското правосудство не треба повеќе да се вика правосудство, затоа што имаме селективна примена на законите, имаме суспензија на правниот поредок, многу нерешени скандали и повторно ќе се запрашам зошто Република Македонија се наоѓа во ваква состојба кога имаме 3% доверба во судството. Дали е виновна војната во Украина, можеби земјотресот во Турција, ковид кризата, можеби поплавите во Делчево се виновни, сите се виновни, само вие не. И многу интересен феномен има, ќе излезете на говорница и кажувате се за ланскиот снег, што било, меѓутоа не зборувате само за она за што сте одговорни, а тоа е зошто Република Македонија уназадува во сите сфери од општественото живење, од стандард на граѓани, од почитување на закони, образование без учебници, пробиени тестови на матуранти, здравство и така натаму. Многу често слушаме за Сваровски судството, а никако да слушниме за трас-трас судството, кое што сите го слушнавме, трас-трас и готово. Така изјави предходниот премиер, а вие мог за тоа. Се пак ќе потсетам, нема правда, нема мир. И зошто вие дојдовте на власт, се прашувам, каде е таа правда и каде е тој мир? Требаше да работите поинаку, нели беше така? И се прашувам, дали дојдовте заради користолюбие, заради непотизам, заради злоупотреба? Отворено ги кршите законите, а тоа го видовме со Бехтел и Енка. Како ги носите законите? Типичен пример за кршење на законите и на Уставот во Република Македонија.
а од друга страна институциите во кои вие бирате членови, уставни суди, молчат. А кога тие молчат за многуте скандали за криминалот и корупцијата, тоа значи дека и тие се дел од нив. Точно тие, криминалот и корупцијата, ја разорија државата одвнатре. И како резултат на таа рак рана, корупцијата и криминалот во Република Македонија, резултатот е денес имаме највисока инфлација, најниски плати, највисок степен на сиромаштија и најголемо иселување на граѓаните. Секојдневно сме сведоци на напуштање на државата на наши млади луѓе, образовани, бегаат заради нефункционирање на институциите. Трагикомедично е во нашата држава. Замислете, си играат фудбал на мали голчина во кабинети платени од парите на граѓаните. И никој ништо не им кажува. Сите молчат, ама затоа бизнисите со фотоволтаици, бизнисите со марихуана, тоа си цветаат, нема проблем за тоа. Затоа никој ништо не им кажува. Сите го кажуваат истото, дека правниот систем не функционира. Ерик Маер, заменикот шеф на мисијата, кажа дека со рацете во джеп нема да се врати довербата во судството. Се бараат конкретни резултати, а нив ги нема. Нема ни иницијативи, нема ни лидерство и 72% веруваат дека судскиот совет не делува како независно тело. Советот на јавни обвинители носи одлуки, а повеќето обвинители не веруваат дека непристрасно ги носат одлуките. И министерот за правда кажа, го цитирам, јавното обвинителство е последно во довербата според NDI. Меѓународната заедница повторно упатува критики за влијание во работата на правосудните органи, блискоста меѓу судиите, обвинителите и адвокатите, унапредување без заслуга, но на вас проевропските правосуден систем и не ви одговара. Ви одговара систем во кој ќе носи одлуки по ваш терк, а вие што сакате ќе си правите. Зашто ако функционира државата, нема да имаме ова анархија и беззаконие. А бизнис елитата на СДСМ и ДУИ влијаат во судството. Така кажа Ленче Ристовска. Но на крај се ќе излезе на виделина. Правдата ќе победи, а и народот ќе победи. Македонскиот народ на крајот ќе биде победник, зашто народ никој и никогаш не победил. Благодарам. Има збор Тони Јаревски.